Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојдовте во неделното издание Гласот на народот. Вечерашната тема, почитувани, е посвети токму за најсуштественото и најгорливото прашање што се случува во кај нашиот јужен сосед, односно во делот на Беломорска Македонија. Ќе си земам за право, бидејќи тоа е факт дека е Беломорска Македонија и така љубиме да ја насловиме, а пред вистината и боговите ги симнуваат своите капи. За волја на вистината е тоа што нашиот јужен сосед секој сака да глуми демократија или да продава демократија, но за жал не може да имплементира на дело. Имајќи факт дека Република Македонија е равноправна членка на Обединените нации, членка на НАТО и очекуваме да бидеме дел на Европската унија, но врз основа на еден вистински начин на однесување од страна на посилните, однос да речеме економски, па и воено, имајќи факт дека ретко која држава во светот ќе го жртвува тоа свето нешто за да биде дел на еден джет-сет, да речем. Колку е тоа джет-сет, не би сакал да коментирам, но еве, сакаме да бидеме дел на Европската унија, но со достоинство, но со дигнитет. Но дали дигнитет некој да те дискредитира, некој да те анулира, кога сакаш да се представиш како си од Бога исклесан, а исклесан си и дефиниран и 34 пати спомнат во една книга која е единствена во светот, се вика Библија и Свето писмо, а преведена е на 200 јазици. Таму се наоѓа Македонија 34 пати, што не е пример. Не е сакам ова дека фрази да се спомнува, али убаво да се подсетуват и нашите јужни соседи кои се колнат во името на Библијата како политичари дека ќе служат на народот, на верата, на црквата. Но колку е убаво, дали е убаво да му го скратиш правото на идентификација, на јазик, на се оно што даде се вика национален трезор. Се случи, тој настан подпишан во Нивици, Преспански договор, го донеса на мускули, го подпиша народна забелешка предавници, одродници, кои дојдоа, направија хаос од државата, 7 години го избриша македонскиот народ во диаспората, го далече народот, само да не постои ништо македонско. Звучи можеби апокалиптично. Си земам за право како автор на оваа емисија да дадам еден коментар свој. Но ова што го слушнавме вечерва, затоа ги поканив да бидат соговорници, сведоците кои ќе кажат дали точно, дали Кожани го потопи Нивици. Еве, тоа е мојот вовед за вечерашната емисија и работниот наслов. Во студиото го поканив, а задоволство ми е вашиот соговорник и мој драг пријател соговорник, дел на нашата иницијатива како да дојдеме час поскоро до една агенција за културна соработка со македонците во светот, Драги Стојковски, поранешен претседател на Обединети македонци во Канада. Добро вечер и добро дојдовте. Мила ми е. Почитуване во живо ги имаме за вас и за мене задоволство големите македонски борци во Беломорска Македонија, член на тоа е непрофитна организација, невладна организација Крстен Мисирков, македонско движење за промоција на македонскиот јазик и активист на малцинските права, тоа е госпоđата Евгенија Нацулеиду. Добро вечер и добро дојдовте. Благодарам, добро вечер. Еве, во живо сте во Гласот на народот. Важите за една голема хероина, во секој случај се борите за македонците во Беломорска Македонија, се борите еден од најважните свети работи, тоа мајчиниот јазик, да го домачините секаде таму кај што заслужува кај македонците. И задоволство ми што вечерва Гласот на народот ви ќе биде заедно со вас, а вие исто така ќе го презенесете во вистинска смисла на зборот, што е тоа што се случува
во Кожани, а со ова се архимандритот Никодим Царкњас. Благословите, добра вечер, за многу години. Господ да на благослови сите. Амин. Инаку, почитувани за дедо Никодим Царкњас, не би имал што да кажам повеќе. Тоа е голем борец, голем патриот, голем представник на нашата вера, нашата црква, кој покрај големите атакувања врз неговиот интегритет, живот, никогаш не се откажа од Македонија и македонштината. Останови натаму со вас во програмата. Еве ќе му дадеме простор на господин Драги Стојковски, ако ми дозволите, како гостин во студиото. Еве имаме можност да говориме за нешто што ретко се збори, бидејќи имаме простори кај што забрането е да се збори нова тема, преспански договор, бидејќи одма те стават на таа црна листа и си недобродојден во сите простори. Добро вечер на сите. За жал, и во Република Македонија, која е преименувана, забрането да се зборува, непожелно е. Меѓутоа, мора да се зборува на таа тема. Токму проблемот кој се случува. Мислам, јас треба да се гледа малце од надвор од рамката во која сме ставени. Ние сме ставени во една рамка уште 91-92 година во Обединетите нации, кога ни беше наметнато, за да бидете член во Обединетите нации, мора да го смените знамето, па да прифатите разговори, преговори, разлика околу името на нашата држава, а тоа беше разлики што Грција имала. Потоа да прифатиме привремена одредница поранешна Југословенска република Македонија и од тогаш почна проблемите. Наместо да се решаваат на почетокот, се одоголекува додека не дојде некои велепредавници кои се што имаше да се даде и се смени уставот, се смени името и така натаму. Дали сме дрски во вордингот, ако ги наречеме така, како квалификат заслужува таквите луѓе кои со еден клик направи еден национален геноцид? Такви луѓе денеска во Америка, нели, зборувани најдемократска држава во светот, тие ќе бидат во затвор. Видите што се случи со Сноуден. Мора да се бега во странство, еве денеска во Русија, затоа што обелодени неправди што неговата татковина го правеше. И не можеме да си дозволиме ние да ни наметнуваат рамки и да не врзуваат во тие рамки. Ние мораме да искочиме од тие рамки. И токму случувања што се случуваат сега во Егејскиот дел на Македонија, нели тоа се беше здружението беше признаено, па притисоци имаше да не се признае, па еве сега повторно не се признава здружението. Некои тоа го оправдуваат со еве и покрај тоа што подпишавме, не е признат македонскиот јазик или немаат право македонците да го изучуваат македонскиот јазик. Јас мислам, ако искочиме од рамката, ќе видиме дека и да се признае јазикот таму, грешка е што се подпиша нивици. Не требаше да се подпише, а нашето право, ние го имаме тоа универзално право, сите народи, не само за нас. Секој народ има право на својот мајчин јазик, во нашиот случај македонскиот мајчин јазик, без разлика каде сме во светот. Нити Канада, кај што живеам јас, нити Америка, Австралија, Западна Европа, тоа не ни го оспорува. Само нашите соседи, православни држави, Грција и Бугарија, тоа ни го оспорува. И тоа се случува сега. Пушти тој слайд што останал збор, токму за тоа че ни говори господјата Евгенија на Целиду, но еве, додека ја вклучиме господјата Евгенија, знам дека господинот Бан Ки Мун, генерален секретар на Обединетите нации, тогаш тоа е слайдот, можете да го задржите уште, за неговата посета 2012 на Македонија, даде една изјава, господја Евгенија, и вие можете да се приклучите кон оваа тема, кон оваа забелешка, кој вели вака: за универзалните вредности не сме да се преговара. Така. Значи, тој е генерален секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. И јас заедно со група македонци им благодарам, навистина беа со нас заедно и Светски македонски конгрес и Матицата. Организиравме на мировен протест и напишавме: само Македонија никогаш фајром. И застана господин Бан Ки Мун, тоа има архива,
пред нашите протестни пораки, да речем. Значи, сепак ако си ја одбраниш суштественоста, автентичноста, националниот трезор, не може никој ништо ти направи. Госпоđа Евгенија, го имаме во позадина, уште еднашка можеме слайдот. Значи, тоа е стоп, значи, не важи од сега. Кажете ми за тоа, кажете ни што беше тоа што први бевме, еве победници, успеавме да добиеме изим, да речеме зелено светло, дека ќе се изучува македонскиот јазик, а потоа да велат не важи, не може, не важи повеќе таа одлука. Емо. Тоа е голем проблем, ама не само на Грција. Грција не признава национални или јазични малцинства во земјата. Така. Не постои меѓународна организација или држава што може да ја обврзе Грција да ги признае малцинствата. Тоа може да се постигне само со внатрешен и надворешен политички притисок. Во Грција има неколку малцинства на чии права треба да се почитуваат од страна на државата. За ова е потребна промената на грчкиот устав и спроведувањето на законите за заштита на малцинствата. Не само Грција во Европејската унија не признава малцинствата. Во Европа има 50 милиони луѓе кои припаѓаат на некои домородни малцинства. Но не сите од нив уживаат прави таму, во Европа. Во Европската унија има движење кој има за цел да донесе директива на сите држави членки за заштита на малцинствата. Ова директива, доколку стане право на Европската унија, ќе биде задолжителна за имплементација за сите земји членки. За жал, Европската комисија, која е таа што ја носи целата конечна одлука за законите, е многу негативна на таквата директива. Не само Грција. Да, во контекст на сето тоа, можете да ми кажете која е бројката на македонци кои живеат во Егејскиот дел? Неофицијално број дадено од Грција на Европската унија вели ние сме околу 150.000. Со оглед дека има информации дека таа бројка е повеќе пати. Значи, збори стано за поголема бројка. Не знам од каде Грција земни ова. Ама, види, 20 години, пред 20 години, Грција велеше, даваше број, официјално, 40.000. Само. Сега, на 20 години, како ние добиеме многу македонци тука во Егејска, тоа е чудно. Само што ова, господинот председател на Хелсиншкиот комитет на Грција, своевремено даде една изјава кој рече, изјави дека за една моја емисија што ја реализирав на друга телевизија, слободен е дека нема проблем, вие сте македонци, вашиот јазик е македонски, тоа е факт, никој не сме да ви го оспори. Представник, значи председател на Хелсиншкиот комитет на Грција. Проблемот се тоа што мора да Грција да плаќа тешки милиарди за репарација за сите финански побарувања што треба да им се исплатат на македонците, од
48-та од протерувањето и сето она. Како го делите тоа? Тој став на председател на Хелсиншки комитет? Нема врска со малцинствата права. Нема. Тоа е друга работа, дека сите македонци во диаспора или во Македонија кои сакаш да прави нешто легално против Грција, ама види, никој респектира и имплементира закони, меѓународни закони. Тоа е, за жал, и ние имаме суди во Европа, што вели дека ние имаме направо за дом на македонска култура. Ама не може судија да го имплементира на Грција да биде закон. Тоа не е важно. Тоа е лага. Јас ти велам нешто. Центарот на македонски јазик во Грција сгреши кога побара од судот да го признае македонското малцинство во Грција, кога нема закон на ова намена. Тоа е исто како што беше и со домот на македонската култура. Не ја гледам причината зашто македонците кои го направија ова, сепак инсистират да тргнат на погрешен пат. Ако сакат да имат часови по јазик, можат да направат не профитна организација како нашата и да прават што сакат, и тоа е легално и во Грција. Дали причината беше да се, како што кажавте, да се потврди постојни на македонскиот народ малцинство во Грција, и тоа беше причина да се укине тој институт за изучување на македонски јазик? Не знам која е причината на Грција. Грција не сака да признае никакво малцинство. Тоа е политика од одамна. Да. На слайдот го имаме, Ханс ван дер Берг. Верувам дека сте чуле за Ханс ван дер Берг. Тоа е еден голем известувач за Балканот, а во моментов работи на случувањата во Грција, односно во Беломорска Македонија и притисоците врз македонците во Беломорска Македонија. Господинот Ханс ван дер Берг синоќа доцна ми даде една изјава, ми одговори со оглед дека господинот Ханс ван дер Берг критичен осврт даде на авторитетот на властите на Грција, осудувајќи го и Преспанскиот договор, бидејќи, како што спомнува холанџанецот Ханс ван дер Берг, вели дека грците сакаат да се почитува Преспанскиот договор, а самата не го почитува и не го имплементира. И најостро ја осудува начинот на незиното однесување, игнорирање и забрана на изучување на македонскиот јазик. Истовремено, господинот Ханс ван дер Берг за гласот на народот, меѓу другото, додаде дека и натаму ќе застане, ќе стои на ставот да го следи македонското прашање и безрезервна поддршка ќе му даде. Во моментот кога сега најмногу е битна ова поддршка. Дај Боже такви да имаме што повеќе. Еве, ако ми дозволите, господин Драги, ќе можете да поставите вие некој прашање доколку имате. Поверите. Па не, дали до Евгенија, бидејќи таа е во срцевината на проблемот, дали е добиена конечна судска одлука или Сдруженијето ќе се жали и која е процедурата за понатаму? Го слушавте прашањето? Дали добивте конечна судска одлука? Не разбрам. Дали ја добивте конечно судската одлука за овој чин, за престанок или забрана на изучување на македонскиот јазик? Прашува господин Драги. Види, македонско јазик не е забрането во Грција. Затоа ние имаме часови, 6 години сега, секоја година, ние бараме ученици од Фейсбук
окей? Да. Се регистрира и има часови. Не е забрането. Не е забрано. Онлайн. Забрането е да бараш нешто дека не постои во Грција. Признањето. Тоа е проблемот. Значи тие Но не забрануваат и не дават поддршка и потврдат дека вие постоите, дека сте реалност, дека сте македонци. Да, политичко е прашање. А кои малцинства се Нема признаваат во забрана. Грција? Кои малцинства се признати во Грција? Никој. Види, не можеме ние, два луѓе, што работиме и во Грција, и во Европа, и секаде, да правиме големи Кампања. Треба да биде луѓе, многу луѓе, да прави пресија. Ама таква организација немаме. Зошто не Јас постои? кога правиме првата непрофитна организација, му велам на сите македонци што имаше некоја идеја да прави нешто, правите непрофитни организации на секој село, на секој град. Дали е стравот во прашање? Ништо не прави. Дали е стравот во прашање? Дали има страв? Поради стравот не смеа да се случат тие работи. Ја гледам на многу настани кога се прославувате празници и лјавници македонци Нема пеат, играат. Нема страв. Нема страв. Ништо. Нема организација. Само тоа е проблемот. Нема организација. Зашто некој инсистира да оди во судиите да барат признање. И тоа секогаш ние имаме ништо добро од тоа. Луѓето е разочарено сега. А на што се должи тоа разединување, ако смеам да прашам? Дали сте разединети на тоа прашање, односно тоа прашање? Дали е страв да не се изгуби работното место, бизнисот и се тоа? Не. Имаме многу асоциации со многу луѓе, пее по македонски, сите традиции или има, сега има и свадби, македонски свадби. Пред некој годин не можеле, беше европејци. Песните се. Стойковски, Сега има млади луѓе нема некој страв, сака да права нешто добро, ама нема никој да ги организира. Да ги организира. На што се должи, господине Стојковски, со оглед дека во Канада има голем број македонци од Беломорска Македонија, кои се преселиле, од Мака заминале. Како го коментирате ве ставот на господјата Евгенија, која вели дека нема иницијатива, нема енергија, нема заинтересираност? Иницијативата мора пак да биде однев од тамо, тие се државени на Грција и однатре можат и мора да се изборат своите права. Ние можеме да ги помогнеме, да ги поддржиме, морално да ги подкрепиме, меѓутоа борбата е нивна. Тие треба да се изборат однатре, одзимањето на статусот на Сдруженијето станува тамо. Тоа нема влијание директно на нас, надвор од државата, но има како македонци секаде. Посебно ние што живееме во држави како Канада, Австралија, каде што и мнозинството македонци се од Егејскиот дел на Македонија, посебно од Лелинско, Костурско, па и Воденскиот округ. Меѓутоа, тоа останува до нив. Меѓутоа, наистина прв го слушам ваквиот начин на една резигнираност, една што наистина мене ме потикнува да размислам со оглед дека гледам дека од тука огромна е вашата иницијатива е за поздрав Австралија, за поздрав Европа целосно, значи безрезервна поддршка им се дадава на македонците во Беломорска Македонија, но ставот на господјата Евгенија Младце го вклучува алармот. Младите како да ќе се асимилират, вака кога гледа дека некој нема интерес да го задржи традиционалниот фолклор, етносот, да речем културата, националниот бит, тоа е најлошото. Па јазикот се сочува и преку песната и последниве години приметивте дека на фестивалите селските слави
се пеат македонски песни, македонски ора, младите ги пеат песните, но за жал кога разговарат меѓу себе, ти зборуваат добар дел на грчки јазик. Иако многу од нив, посебно средовечни и постара генерација, го знаат македонскиот јазик. Меѓу себе се зборуваат на македонски, меѓутоа мора таа борба да продолжи меѓу младите, да се охрабрат, не само да пеат македонската песна на такви прослави, туку и секојдневно да го изучуваат и да го знаат македонскиот јазик и да го користат, да бидејќи македонскиот јазик беше как неформален службен јазик на времето пред делбите на Македонија. И треба тоа да се врати. Еве, би за мене режите да го вклучиме во кадар и дедо Никодим Царкњас, кој кажа повеќе пати, јас се сретнав со него во Америка, во црквата Свети Никола во Џерси, и навистина собрал голем број симпатии на голем број наши македонци кои со години, децени се во Америка и со љубов го слушаа неговиот говор што значи да се сака Македонија. Дедо Никодим, знам дека режијата ќе пушти тој слайд што ве снајде, бидејќи како свештеник, како македонец на 80 годишна возраст, никогаш не подклекнавте, не рековте стоп, не ја сака Македонија, не ја сака македонската црква, нема да говорам ќе зборам македонски, нема да говорам грчки. И бевте атакувани и простете ако може речем дури и малтретирани. Кажете ми кој е чувството и како се брани чувството на македонштината токму во срцето на Македонија, а тоа е Беломорската Македонија? Да. Сакам да кажам, потврдам тоа што го каже Евгенија, ама и ни работи да изјаснам тоа што рекол и порано. За жал, у нашите движења, грчката политика, тајната полиција, ни ставише наречени македонци што се правија и ни туруваја работте. Кога гледа Грција, тајната полиција, да се развива нешто у Македонија, да, суора сау не са граде националност, од песните се придолжува јазикот, културата, тај вистината, ама не е сута, требаше да имаше и цркви. За жал, пропаганда Грција и наши што влигоја са за пари и да туруват, се правија атеисти големи, да не наречам нејните именина, што за жал години ни туруваја. И за жал, вие македонците и од Америка, најповеќе од Торонто и подражуваја. Ако не градиме цркви, не правиме ништо. Од и народот дека оде, од диаспората, промната работа што праве е да праве црква. Од каква вера да припаѓа, или е православен, или е католик, или е протестант, сите си прават цркви. Од и под црквата се развива се и културата и тие сите работи. За жал, па, кажувам во зборот, на тоа не ни поможи македонската црква. Тог години малаже и не ми да доја владички чин од Љубоморја. Царкњас му пречеше многу. Нејната популарност, ка ми кажа покојениот Киро Глигоров и архиепископ Прон Гаври и Михаил, голема шајка на нашите на очите на нашите македонски владици и политичари, за жал. Во една прилика кажавте, бидејќи се чувствувам македонец и не можам ништо друго да бидам. Покажавме на слика, бевте атакувани, вашето возило беше малку не да речам демолирано. Сакала ми страшија, ма типаја, ма правија се. У тие друзите што да декларират, ништо немат патено. Вие не треба да се распрашате зашто Царкњас го малтретират и Евгенија повеќе и не е
друзите, што се јавија. Вие, за жал, извините, се не во обвинувам, ама тоа требаше да го видат и политичарите у Македонија, и најповеќе црквата. Колку е, да речеме, колку црквата, грчката црква има поддршка на македонската црква? Знаеме дека таму има една разединување со оглед дека Цариградскиот патриарх никако не го прифаќа фактот и реалноста за автокефалноста на македонската православна црква. И тука имаме некоја подвоеност. Но колку сте среќен, јас сега видам дека се радувате на тоа што Македонија после толку години ја доби својата автокефалност, односно го заслужи. Не се радува е за жали дни, да речам, испавкани во избор егејски, што мислија оти Цариградскиот патриарх повеќе праве политика, тоа што прави што ќе му рече грчката влада. Ако не му рече грчката влада, прави то. Признајањето на македонска црква политичка, не црковна. Тоа треба да го разберите сите и да не се лажите. Да. Кажете ми, колку младите ги посетуваат црковните храмови во Беломорска Македонија? За жал, повикте сега рекоме, што вие што меѓу нас и ние правиме црква, треба и неите организации да прави. Колку пата има дојдено од црквата на Свита Злата? Ние работиме 24 години коти црква, они ни 5 пата нема дојдено. И не само тоа, и ја ќудат, се декларира сега за да одбегнуваат, ние сме атеисти. Ти като македонец, од дедо ти твои, од баба ти, од твоите предци, знаеш оти македонците не бија верници? Македонците дълбоко верници. Като македонците верници нема у светот. По-големи верници православни од македонците нема никаде у светот. Ни граците, ни тие, ни друзите. Или се сръби са викат, или поляци, или словени, какви биле. Како да се обедини македонскиот народ, дедо Царкнас, со оглед дека точно дека има таа диагноза на меѓусебно разединување? Како да дојде до зближување, до обединување? Ќе дојде то само ако испрат од себе си либоморијата, будалаштината, егото најголемо, јас сам се, другите не са ништо, за жал македонците го има, македонците знае се, другите не знаат ништо, не, разбира. Ако човек вистински как треба да го сведе тро умот и да се размисле оти има одзад од него голема историја од античка Македонија до денес. Пропаганда на други народи, оти македонците немат историја, немаја јазик, тие сите работи, не, са убави грчки приказни и пропаганди на грчката пропаганда. Кирил Методий, ама од Светото писмо да зафатиме, у Стариот Завет, од Александер Остер, писа за Александр Македонци, очи у Иерусалим. Нам, за Свети Кирил и Методи, не, од Свети Павле, у сон шо виде, човек македонец, шо му рече, иди у Македонија и помогни ми. Ние сме писани и у Стариот Завет, у Новиот Завет, но и грците са писани, ама грците са писани негативно. Они повеќе се занимаваа со нејната философија и со нејните убави камени што изгледаја и правија партеноните. Ама со партеноните не се раѓа вера. Може да има култура. Ама верата е извод, верата е се, и вие борбите сега што се праќаат
меѓу Русија и Украина, Добро. таа е. Тоа е. Ви благодарам многу. Православието. Да. Останете натаму на во програма сте. Господин Драги, сакам да прашам сега, еве сме дозволиле на албанците да користат избуквар од со Косово и Албанија според нивна наставна програма. А грците не ни дозволуваат ни да се учи македонскиот јазик, а камоли, например, од наш буквар. Ќе додадам дека за грците сме големина за човековите права. Како го дефинирате овој сплетеве со овие три нешта и госпоѓа Евгенија нека го слуша се тоа, дека сме пак пример за земја која може да дефинира што е демократија, што е почитување на човековите права. Дали тоа ни се враќа со негативно како бумеранг? Не може да се каже дека доброто што го правиме, негативно е па да не го правиме. Ние мора да се продолжиме. Или затоа Македонија се разликува од другите? Да, тоа се разликуваме ние од другите. Ние не работиме дволично кон нашите малцинства во Република Македонија. Дали се албанци или срби или бошњаци или евреи и така натаму, ласи, сите имаат право да се го изучуваат својот јазик, својата вера, својата култура, но го барам истовремено истото и од тие држави кои што нас не признаваат. Меѓутоа, за жал, во меѓународните односи постои таа двојност на два аршини, што викаме. Двоен стандард, каде што гледаат каде има сила. Кој ќе покаже сила, таму ќе попуштат. Меѓутоа, кој попушта па, тие покажуваат сила. А ние имаме политичари кои секогаш попуштаат и затоа сме дојдени до овакво дереже. Госпоѓа Евгенија, го слушавте прашањето на господинот Драги Стојковски како поранешен председател на Обединените македонци во Канада, значи тоа е една голема асоциација ќе се интегрирани македонците во голем број. Кажав е повторно, ќе го повторам, ние дозволивме на нашите сограѓани албанци да користат избуквар со Косово и Албанија според нивна наставна програма. А грците не ни дозволуваат ни да се учи македонскиот јазик, а камоли да, например, од нашиот буквар. И конечно, дали сме за грците големина во однос на почитувањето на човековите права? Ево овој, да речем, трилинг на прашања. Кој е вашиот коментар? Види, тоа не е лесна работа. Признавање на малцинствата од страна на судовите не е можно. Нито во Европа, нито во Грција. Можно е организацијата, која организацијата, да ги бара своите малцински права. Не е незаконски да бараме промена на законот и официјално да го добиеме признањето што ни треба. Неопходна и долгорочната политичка борба треба. Но само со правни документи и малку луѓе кои се кријат, нема да дојде успех. Тоа е проблемот е кај нас. Ниту на Грција, ниту на Европа. Значи, ако не знаеме кој е проблемот, не можеме да имаме решење. Тоа криење дали од лукративна природа, од личен интерес. Ако се појавам, го губам, како што рекол преска, бизнисот, мојот авторитет во грчкиот политички амбиент и се тоа. Значи, се чува својата кожа, што вели страв, лози ја чува. Не е страв. Тоа е страв беше пред 20 години. Сега проблемот е дека нашите права се таму, во Европа, во Обединените нации, секаде. Ние треба да ги бараме. Дали вие знаете никој од Грција дека бара овие права сериозна, со сериозна работа? Јас не знам никој. Па еве, се го спомнам, не го сакам името да му го спомнам многу, се го сакам да го игнорирам и да ќе му даме публицитет. Зоран Заев кажа, еве ги плодовите
од Преспанскиот договор од нивици за двајцата? Ова прашање. Дали ги берете плодовите што Зоран Заев ги донесе со договорот од нивици? Вие па господин Драги. Повелете. Дали ги берете плодовите? Да. Види, Преспанско договор не беше за нас резолуција, ништо. Верувам дека не е можно да се укине меѓународен договор од Обединените нации, како е Преспанско договор. Може да се промени доколку двете страни се договорат за ова. Може да се игнорира и да не се спроведува, како што тоа го прави Грција. Ништо не прави за Преспанско договор. Што имплементираше? Ништо. Но Грција има силни сојузици на запад, додека Македонија нема. Никогаш имале. Тоа не беше грешка само на другите земји. Македонија мора да добие сојузници внатре и натвор од Европската Јунија со дипломатски, економски, културни размени. Ова може да се направи. На овој начин македонците би можеле да ги изнесат своите меѓународни политички прашања не само на владино ниво, но со истата цел. Да држави на меѓународниот свет да знае нашите проблеми. Кога ние бевме прв пат на NPLD пред 10-12 години, тие во Европа, во Брусел, не знаеле како да не вика. Не може да вика македонци, затоа пропаганда од Грција велеше дека тие се македонци. Ние веруваме, ние сме македонци. Сега сите на многу држави во Европската Јунија знае дека ние сме тука, не респектира може да прават да не помогнат. Да не помогнат. Убава порака. Која е вашата порака? Мојата порака е дека на овој свет, меѓународно правен свет со два стандарда, мора во очи да им се фрла вистината стално, постојано. За жал, на сите меѓународни конференции кај што сум учествувал, еви делото Никодим бил со мене, заедно сме биле и во Виена, Обединетите нации, и на ОПСЕ во Варшава и други места. Секогаш кога ќе ги представиме нашите жалби, се чудат, па ова веле, ние не сме го чули, ова не го знаеме. Кога ќе им предочиме, па минатата година имаше друга делегација, претходната година имаше делегација, вашите делегати не ви ги пренесуваат ли овие работи? Така да мислам дека целта е ние да исчезниме со генерации, да не снема еден ден да нема кој да се жали, нема права за македонците. Тоа е целта нима. Што име у прилог да тие што го создадува ова. Сега ние треба да се бориме и избориме постојано, нели бебето нема да биде нахрането ако не плаче. Така. Ние треба да бидеме тоа бебе кој ќе плаче постојано, да си ги бараме своите права, своите верски права, своите, како што рече делото Никодим, треба да градиме цркви. И македонците во Северна Америка, Австралија, Западна Европа, имаме скоро во сите држави и градови кај што живееме, цркви изградено. И низ Егејска Македонија треба да имаме што повеќе цркви, повеќе свештеници да има и да почне народот повеќе да оди по тие цркви и да покаже дека ние постоиме. Без вербата во Господ, во верата нема во Бога нема ништо. Една куса порака во една минута можете вие и дедо Цртнјас, со него ќе завршиме емисијата. Која е вашата порака? Мојата е порака, вистина, какав живот е вие, треба македонскиот народ да се обедине. Да се обедине, ама то проба да го праве секогаш, секоја неделја црквата, да кажува некој збор за обединување на народот наш. И у диаспората надрув,
Едно, то што кажува од почетокот кога дојдох јас у Америка, у Австралија и у Канада, нема ни егејци, ни вардарци, ни пиринци. Има сауде македонци. Така е. Благодарам многу. Госпоđo Евгенија, која е вашата порака? Во една минута ве молам. Соработка. Тоа е решение на нашите проблеми. Јас не мислам дека обединети треба да бидеме под еден чадор, еден лидер, тоа е диктатура. Секој еден што има една организација, тој знае зашто има ова организација и што треба да прави на своето место. Ама му треба да има соработка и со други организации што на вашето, на незиното место прави нешто. Да има комуникација, да зборуваме за проблеми. Тука, во диаспората, во други малцинства, македонски малцинства во Бугарија, ние немаме никој контакт. Ние тоа го правиме и ќе го правиме во иднина. Ви благодарам многу што бевте вечерва гостин. Поздрав до Евгенија. Поздрав до Евгенија, до вас и до Царкнес од Драги Стојковски, поранешен председател на Обединените македонци. Поздрави од нас. Поздрав од нас. Ви благодариме за вашата телевизија, емисија, да бидете живи и здрави, така да продолжувате. Поздрав и драги. Поздрав. Да, благодарам. Почитувани, поздрав. Тоа беше за вечерва се што ви организирав. Еве, ексклузивно имавте можност да слушате од прва рака што е тоа што се случило во Кожани и се надам дека пораките ќе допрат до сите, тие кои сакаат навистина Македонија да обстои и македонскиот код и натаму да биде нешто што не се купува, не се продава. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.